имав една ситуација кога ми стигна некоја порака за тоа како јас сум се шишала вака, се што ми дошло у главата да се шишам вака. И мене ме изнервира, значи тоа беше така бев расположена тој ден, ајде да речем, и го ставив на стори тоа. Значи со име, презиме, се како што си треба. И ништо не напишав, само го ставив како коментарот го објавив. И добив многу поддршка за тоа, во смисла мене ме интересираше луѓето како ќе реагираат на тоа. И после го тргнав историто, значи не го оставив ни 24 сати да стои, велам добро, нема да му давам толку на значење, што не беше ни многу страшен коментарот, само сфатив дека човекот е неинформиран за алопеција и јас само можеби треба малце повеќе да зборувам за тоа. Многу е важно со кого се будиме и кога се будиме. Има некои теории за оние 6 AM clubs, луѓе што стануваат рано, го фаќаат денот. Така и ќе зборувам со една моја колешка која работи во утринска програма, меѓутоа она зашто особено ми е интересна е мотивацијата, прифаќањето на себе и начините на кои што може и влијае врз луѓето повеќе да си се сакаат, повеќе да си се прифатат и да уживаат во животот. И оваа епизода е поддржана од Македонски Телеком во рамки на нивната кампања Направи место, а секако создадена е од тимот на Змај со поддршка од Ed Value. Здраво, Цеца! Здраво, Ивана, ти благодарам за поканата, за убавата најава и се надевам дека ќе имаме супер муабет. И јас исто така се надевам дека ќе имаме супер муабет. Секогаш на самиот почеток поставувам некои кратки прашања на кои што очекувам и краток одговор. Добро. Да. За тебе ќе биде телевизија или Инстаграм? Не знам. Why not both? Двете, добро, ајде телевизија, пред се, нормално. Добро. Да. Утро или вечер? Вечер. Иако работам во утринска, ама е вечер. Вечер. И танц или студио? Или, да, танц или студио, леле, Јована. Танц во студио. Добро. И тоа е добар одговор, секако дека може. Кажи ми, што го врти светот според тебе? Што го врти светот? Па младите го вртат светот. Сега веќе младите, мислам, останува иднината на нас. Уште неколку години, после тоа ќе викаме дека тие што се над одредена возраст. Да, после ќе го ставиме на другите млади, новите млади. На новите млади. Многу ми е интересно како и на кој начин си ја водиш кариерата и како одлучи да ги покажеш сите страни од себе и на социјални медиуми, меѓутоа и на телевизија, и луѓето не само што те прифатија, туку и те засака. Да. Кажи ми, како изгледаше овој процес на прифаќање на себе и на презентирање на сето тоа што си ти пред целата јавност која што те следи и гледа? Па јас постојано велам дека најпрво треба да се прифатиме себе такви какви што сме, колку и да звучи клише, стварно многу пати го имам кажано, ама кога ќе се прифатиме себе и кога ќе станеме свесни за себе, тогаш имаме време да се посветиме на сите други квалитети кои што ги имаме. Затоа што јас многу голем дел од животот, иако имам 26 години, мислам дека доста време имам посветено на борба со себе прифаќање и дека ако порано сум се прифатила таква каква што сум, веројатно би посветила време на тоа дека сакам да станам водител и да се насочам таму кај што сакам да одам и да бидам во животот. Така да мојот пат беше нималку едноставен, дека денес би била таму кај што сум, да ми кажеше некој само пред 6 месеци, не повеќе, јас ќе се згазив од смење, речев нема шанси, затоа што сите околу мене веруваа повеќе во мене од јас самата. И на крајот сум среќна за цела борба што ја изодив и да го вратам времето би сакала да поминам се така како што поминав. Со сите болки, со сите стравови, со сите тешки приказни кои што си ги носам со себе, затоа што тоа ме прави да сум денес тоа што сум. Така е, и се сложувам комплетно со себе. Секој најверојатно му е дадено тоа што треба да го помине за да стигне на одредено место. Работиш во моментов во телевизија како водител, затоа што сум доаѓам да кажеме на некој начин од тие телевизиски води. Јасно ми е колку е потребно да се посвети еден човек за да стигне до водителско место во некоја телевизија, особено ако зборуваме за националните и најгледаните телевизии.
колку е важна поддршката или колку за тебе беше важна поддршката од блиските, како што кажа, тие што ти вика можеш, значи од пријателите, од целиот систем на поддршка што си го создаваш во животот, колку е важно тоа и како ти го правиш овој систем на мотивација. Сигурно и ти си мотивација за нив, ама кој така тебе ти велат. беше? Вака, моите пријатели се моето семејство, затоа што јас имам живи родители, ама нели не се дел од мојот живот уште од мојата втора година, така што моите пријатели ми се. И секогаш ги спомнувам и знам дека сум досадна, ама е стварно така. Значи јас да сум сама со себе, веројатно ниту периката би ја извадила, ниту би била своја, ниту би ги следела своите соништа, веројатно би останала во својата комфортна зона како пред некоја година и ништо не би направила од себе. Така што апсолутно е важна поддршката и можам само да споделам дека е тешко да го изградиш тој круг на луѓе, затоа што често пати велам во денешно време е многу тешко да веруваш на луѓе, да се ослониш на некого, да бидеш отворен и се да споделиш што сакаш со некого, па дури и оние најинтимни моменти, ајде да кажам, кои што сепак некогаш треба да ги кажеш со некој. И јас сум многу среќна за луѓето кои што се околу мене и што ме поддржа во секоја моја луда одлука, иако на почеток ќе речам, ова малце не знам дали е најсоодветно, ама на крајот излигува дека како што сум наумила јас така ќе направам. Така да ми е стварно важна поддршката и на секој му е важна. Апсолутно, без таа поддршка, мислам, што ако постигнам некаков огромен успех, а немам со кого да го споделам. Мислам, на крајот од денот, тоа е и најважното, најголемата вредност која што сакам да ја негувам. Така е, се сложувам 100%. Во таа насока ми спомна пред да дојдеме тука дека токму пријатели те поддржале да извадиш периката, затоа што супер изгледаш и вака. Искрено јас тоа го мислам, меѓутоа не само јас, туку гледаме дека и на социјални медиуми секаде каде што ќе се појавиш, на луѓето баш им се допаѓа тоа, им е супер и веројатно им помагаш и тие да се прифатат со сите своји страни кои што можеби не биле сигурни во нив, да имаат некои несовршености, мислам никој не е совршен. Меѓутоа да си го прифатиме тоа е као own it да си направиш. Бавото е во несовршеноста. Мислам, не знам па и која измислил совршеноста. Не знам како треба да изгледа една совршена девојка. Јас сум си совршена на себе ваква каква што сум, дури да ми порасне коса, велам ќе си го изгубам идентитетот, можеби. Не, ама уживам во својата несовршеност и уникатност. А за пријателите тоа што го споменам, морам да споделам една ситуација со Крис, кој што никош не сум го спомнала во интервју, мојот еден од најдобрите другари. Да го поздравиме. Да го поздравиме, да. Бевме на некој латино настан во Албанија. И јас некој месец претходно само се фотографирав без перика, не да видам реакција, него едноставно тоа ми беше првиот чекор на себе прифаќање. Да. Неколку месеци подоцна отидовме во Албанија, каде што имаше луѓе танчери од цела Европа. И јас реков Крис, мислам баш на Крис му кажа, пошто Ептен ми е близок од сите кои што бевме таму, тој ми е најблизок. И велам, јас сакам да бидам ваму без перика, сакам да сум слободен. Па вика, јас мислев дека ти без перика ќе бидеш. Викам, стварно нема да ти е срам да стоиш до мене. Мислам, јас стварно имав во главата милион ситуации кои што сама сум си ги создавала. Да. Од друга страна, па кога сум била помала, сум имала секакви прашања и можеби непријатни коментари кои што сум мислела дека цел живот ќе ме следат, што не е така, фала Богу, нели? Баш сум прифатена и луѓето ме сакаат, дури што порано тоа не сум очекувала дека ќе биде така. Мислам, онака на крај памет како дека вака ќе ме сака. Ми изгледало многу страшно и сум мислела дека само мене ми се случува. И кога отидовме во Албанија, кога видов дека никој не ме перцепира, значи не ме погледнува. Не сум ја нешто различна од сите други, ама зборувам за луѓе кои што беа од цела Европа, значи не зборуваме за балканци. И тоа беше стварно огромен чекор за мене и поддршката од Крис и сите кои што беа таму со мене беше без неа ништо. Така е. Да. Некогаш се плашиме од нешто затоа што не знаеме, баш така ти си имала некој страф од претходно, од некоја ситуација што се случила. Да. Ама ета си отишла и баш супер. Морав да се соочам еден ден, да. Знаев дека еден ден ќе морам да се соочам, но да бидам искрена, очекував дека кога ќе извадам периката, кога ќе дојде моментот за вадење на периката, дека веќе ќе имам коса. Па макар и кратка, нели нема врска, ама да имам коса.
И сега јас кога си замислив дека тоа ќе се случи пример во 2021, мислам дека за таа година и планирав. Така се движаа работите и после за 2 недели мене пак ми падна цела коса. И сега кој знае колку време велам треба пак да помине за мене пак да ми порасне, па може нема цела да порасне. И реков јас оваа година ја вадам периката. Како не знам, значи луѓе, тоа е некоја неверојатна сила од внатре што ти доаѓа. Затоа што бев преморена од перики, од криење, пошто јас цело време тоа го сметав за како лажно да се представувам. Да. Не знам како да го објаснам поинако. Нема врска, само носиш перика, ама Апсолутно. доаѓам дома и ја Како фризура вадам. да си направил, Да. ама од друга страна баш како што кажа, Чувството ако е така си се чувствувала. грдо, мислам стварно. Доаѓам дома и ја вадам периката и викам, окей, ова сум јас. И се преморив од тоа, емотивно се преморив од тоа. И на крај собрав сила и некогаш сама си се чудам од кај ми доаѓа таа сила, ама сум многу вака нескромно горда на себе и на се што сум постигнала до сега. Во врска со себе прифаќањето. И се чувствуваш ослободено кога едноставно тргнав периката и супер, сите ме сакаат, дури некако и на повеќе луѓе им станувам интересна, затоа што сум самоуверена, можеби и мотивација, инспирација. На почетокот не бев толку многу самоуверена, мислам не сакам тоа да звучи како нешто неубаво, него е само самодоверба, мислам сум окей со тоа како изгледам, ама на почетокот не ми беше баш така. Мислам да излезам до продавница, сите ме гледаат и сега ме гледаат, ама сега веќе се навикнав, ама тогаш не ми беше најпријатно на почетокот, морам да бидам искрена. Некако очекував дека ќе има погледи, ама можеби не баш дека секој што ќе помине покрај мене ќе се сврти. Мислам не до толку, ама сепак и тоа е процес, окей? Еве денес веќе ме препознаваат и од телевизија, така што и да бев со перика и да работев на телевизија, пак ќе ме гледале веројатно, така што тоа ми е И звездата. ќе ти викале добар ден, затоа што луѓето некогаш ти Здраво, претпоставуваат. почитувана. Да. Не само тоа, има ситуации кај што некои луѓе те виделе еднаш, два пати, не знам дали ти се случило тоа, не знаат точно од каде те знаат, Да, и да, ти да. викаат добар ден, А мене отствари те сигурни се виделе од на кај ме друга. Добро. Да, има и предности, дефинитивно многу предности, нема друга ваква. Мислам за жал, јас стварно би сакала, многу би сакала сите кои што носат перика и кои што го чувствуваат товарот, зашто некој ќе се чувствува со перика, така? Да. Ама оние кои што не се чувствуваат пријатно, многу сакам да соберат храброст и да извадат. Има една девојка во Кавадарци или Неготино, не ме Да, фаќа јас за звук. гледав некое видео, ама Да. сега исто така не сакам А, да кажам. Таа е исто така инспирирана, да кажам, од мене и таа исто се движи најслободно на свет во Неготино, мислам дека. Не знам сега никако се викаше, точно не ми текна моментов, ама сум многу среќна што барем една лично сум успеала да мотивирам со мојата храброст, ако може така да се каже. Кој знае колку е било убаво и кога те гледа на телевизија и нели па еве и млади деца и така натаму. Така си гледаат и некогаш си можеби си замислуваат еве и јас еден ден ќе бидам на телевизија или ќе Се работам разбира. некоја јавна работа или ќе бидам на јавна функција без разлика на ништо. Не, пак ќе кажам, сега кај тебе конкретно е алопецијата, меѓутоа има милион други работи кои што ние си ги перцепираме како некаква различност, а всушност е посебност затоа што на крајот од денот точно ќе те забележат повеќе и тоа ќе биде можеби некој плюс ти супер изгледаш, така што мислам дека нема да имаш проблем во таа Ти насока. благодарам. Сега сакам малку да зборуваме за предизвиците што ги носи професијата. Ајде. Значи, покрај тоа што треба да се соочиш со јавност секој ден и со стресот да излезеш пред јавност, како имаш ли некоја тактика со која што се справуваш со тој момент, не знам, нешто да си повторуваш, добро подготвена сум, сега ќе излезам, Да. или нешто слично, зашто верувам дека многу луѓе се соочуваат со, да кажеме, тој страв на излегување пред луѓе. Вака јас колку и да делувам сигурно и самоуверено кога зборувам пред камера, длабоко во мене не е баш така. Затоа што веројатно смиреноста си го прави тоа. Јас сум генерално смирена личност, освен кога не сум. Ама кога излегувам на камера, пред да се вклучиме во живо, значи во 6:45 почнува емисијата, јас се уште го имам имам мала несигурност во мене и постојано си повторувам колку време сум таму. Еве веќе 6 месеци сум таму, велам добро, не ти е прва емисија. Прво тоа си, значи не ти е прва емисија, вака се гледам. Не ти е прва емисија, еве са бајле имав емисија и тоа си го кажав. И секогаш си го кажам, значи опушти се до сега си било окей, сигурно баш денес нема, не знам што да се случи. Пробувам да дишам нормално.
И главно се фокусирам на тоа што треба да го кажам. Мислам, не да го учам на памет, ама најавата што треба да ја кажам, што следува. Да. Значи тоа, кога сум подготвена, немам трема. Ама дека имам доза на вознемиреност во мене, имам во текот на целата емисија. Само се трудам тоа да не се примети. И кога ќе ми рече, тој Гајле, немаш ти пред камера, се викам, леле, ама како може до толку да не се примети тоа? Значи, тоа стварно не знам. Веројатно, велам, зашто премногу се анализирам себе, како може да не се примети тоа, веројатно е смиреност. Истиот коментар сум го имала и исто кога ме прашуваат, добро, ако треба да ставиш, не знам, на една табла, што е сето тоа што некој треба да го направи за да не биде вознемирен, да нема трема. Кам трема апсолутно секој секогаш ќе има. Ама има, да. Ама како на тест или на испит, ако отидеш спремен, ќе ти биде полесно. Така е. Ако си се обидеш да си смирен, ако си повторуваш дека не ти е прв пат или е тема која што ја знаеш, тогаш ќе биде полесно. А првиот пат, како беше првото појавување? Леле, првото појавување... Зашто не ти е така одамна, како не знам, мене или на некои колеги? Значи, директорот Иван Мирчевски сакаше спектакуларно јас да се појавам и мене многу ми беше драго за тоа, ама од друга страна исто ми беше многу страв. И викам сега, добро, ако тој верува, вајда има зошто верува во мене, окей. Требаше да се појавам, ги гостуваше министерката за труд и социјала, Јованка Тренчевска, и требаше да ја поставам прашање кое што мене ми е ептен познато. Мислам, ме интересира, имам здружение, нели се окей, и он сакаше на сред емисија ја само да се појавам во кадар, ни здраво ни ништо, него само прашањето да го поставам. И јас седнувам, карши колешката Јелена Спенџарска, она водеше емисијата, и мислам дека ќе се онесвестев. Значи, буквално. Среќа што она збореше уште 1 минута плюс. За да се смириш? Она не примети дека мене нешто ми се случува, а јас не знам, мислев стварно дека ќе се онесвестам. И велам, добра, ако ништо друго рейтинг ќе пука, сите ќе сакаат да видат зошто јас сум паднала во несвест, што се случило. Буквално до толку беше епизода ќе биде. Сигурно. Да, ама не се случи тоа. Стварно е такво чувството. Иако на камера 100 пати, мислам, го имам вратано, не изгледа така сосема нормално е. Министерката осети дека нешто ми се случува. И некако ни она дури не ми одговори како што треба на прашањето, нема време да влезам во дискусија, страв ми беше и се тоа. А првиот пат кога бев со слушалка, ние велиме со режија, значи тоа ми беше, како да ти кажам, не знам дали зборам на линк или во живо. Не, во живо, од студио, ама со слушалка, затоа што на почетокот јас сум човек што доаѓа од терен и линковско вклучување или вклучување во живо од терен е 10 минути и е сосема различно од студио. Апсолутно. И јас, значи во студио имаш 100 камери, не знам во која камера да гледам. Вика таа што свети, ја не знам дали да мислам на таа камера што свети, дали на тоа што треба да прашам, дали да ги слушам колегите во режија кои што се слушам што зборат. И бев како изгубен германец. Значи, дури имав една ситуација, од режија нешто ми кажуваат, не знам, нешто што треба да направам или појма нема, или почни или нешто, и јас само гледам во камерата и не знам дали треба да зборувам со режија, дали сум во програма. Беше многу смешно. Мене ми беше смешно. На камера ништо тоа страшно не изгледа, ама нели нас у главата тоа ни е леле сега скандал готово, летам од работа. Ама беше така, бев превозбудена, премногу се гледаше тоа, као леле види го дете. Мене во живо мислам дека теренот е најзафркнат. Не знам дали ќе се сложиш во студио, пак има некоја контрола на ситуацијата. Ама во терен буквално ми се случи гостинката да си избега, па да ја враќа снимател. Да. И ја кажувам, најава, а тука знам, гледам вака дека ја враќа во кадар. Викам, леле, страшно. Ми се случило. Ама мене ми беше постресно студио, затоа што теренот ми е многу познат. Да. Сум имала ситуации, сум знаела да се снајдам и на крајот од денот си 10 минути на линк. Мислам, еве и 15 да си, имам си 4 сати. Значи е скроз различно, ама е убава магија. Магија во која што уживам и покрај вознемиреноста која што имам пред секоја емисија и тремата која што ја чувствувам, а тоа па е добро затоа што стварно сакам да бидам најдобра верзија од себе на телевизија. Апсолутно. Ако немаш трема, значи не ти значи не треба тоа да го работиш. Така е. Да, ако немаш ни малку грижа, мислам дека не си за тоа, не ти треба, не знам. Не те интересира. Оправдана ми е некако. Апсолутно, оправдана и особено кога си ја сакаш работата, кога ти е битно, кога ги сакаш гледачите, важно ти е што мислат, на вистина е важно. Мене ми беше многу интересно кога се слушнавме пред да дојдеш тука, дека
буквално си направи шала на собствена сметка. Добро, барем нели наутро не треба да си ја спремам и фризурата. имам фризура секој Не ден. се мислам кога ќе се фенирам Да. и така натаму. Во таа насока колку ти се смени денот, и секојдневието кога одлучи дека ќе си се прифатиш, дека нема да размислуваш на моментот каков тип на перика ќе носиш, можеби повторно некогаш ќе сакаш нешто чисто заради експеримент, ама како ти се смени секојдневието? Не е толку нели ослободувањето колку што практичниот дел од прифаќањето на себе исто е така многу важен. Па во принцип, колку ми се смени. Не се секирам дека ако облечам ролка зимно време, ќе ми се исплетка периката или дали можам да ставам шал или не можам да ставам шал, затоа што се оштетува. Јас не сум носела перики од природно влакно, од синтетика, ама кој што може да се носат до 1 година. И не мислам сега дали ќе ме стега, дали како ќе изгледам, дали треба нова перика да купам, затоа што ако е пред распаѓање, тоа е многу очигледно и е страшно, така што тоа ослободување го чувствувам, а во однос на секојдневните обврски, што знам, не ми се променило нешто многу, освен На што тоа и мислев, да, да, баш. освен што многу ми помага во процесот на спремање за на работа, значи буквално еве денеска можам да кажам дека се успав. Значи станав 40 минути подоцна и успеав се да направам, значи и да се нашминкам и да се изфенирам и се. Си велам стварно да имав коса и да се успиев, мислам баш ги прашав колешките на работа како изгледа нивното успивање со нивните фризури, ама они имаат начини за тоа. И секако. Фала Богу, тој стрес не го доживувам. Добре, Да. добре. Мислам дека е тоа многу важно, нели да не се затоа што психички ни влијае стресот дека треба нешто да прикриеш, да скриеш. Многу како не. Јас постојано со периките, значи порано пред да носам перика, постојано прикривав кругови кои што ги имав на главата, затоа што имав до некаде косички, на пример тука имам некој круг, ќе ставам капче за да не се гледа. Значи постојано нешто јас криев. Да. Баш е така криење, како лажна јас, не знам друго како поинаку да го кажам. И е сосема различно сега. И ослободувачки, баш е тоа најправиот збор. Дали како реагираат луѓето на тебе? Не само блиските, туку ми кажа дека те загледуваат понекогаш, ама на социјалните медиуми какви коментари добиваш? Јас најчесто интересно ми е кај тебе дека гледам и баш добри коментари. Да. Се изненадили во прв момент дека немаше толку можеби говор на омраза или некаков напад каков што можеби очекуваше, не знам. Вака, јас секогаш порано, од дете сум таква, сум спремна на фајт. Значи, јас одма знам што ти одговорам ако ти ме навредиш. Мислам, така сум растена, секогаш сум била различна поинаква и некако само по себе ми е тоа наметнато. Значи, ниту сум дрска особа, ниту сум вулгарна или нешто, ама сум спремна да ти одговорам ако ме нападнеш. И јас одма сум спремна за одбрана, а нема потреба. Значи, јас ја извадив периката и бев спремна дека треба да се бранам од хейт, затоа што нели, тоа се случува во денешно време, мислам, тоа е општо познато, сите зборуваме за тоа, хейт коментари на сите страни има. Особено на Сите социјални медиуми. Да, тоа сакам да кажам, најаки сме на тастатура за телефон, така вака во живо некој да застане и да ти каже тоа што ќе ти го напише, шанси нема да се случи. Не. Ама на социјални мрежи да, и јас бев подготвен, значи ја веќе имав одговори, кои што фала Богу и ден Спремни? не ми требаат. Мислам, се надам дека после овој подкаст нема да ми требаат. Нема, Се шегувам, не верувам. да не си ги повикувам хејтерите. Не, секој има право да каже различно конструктивно мислење, така? Но Апсолутно. зборуваме за навредливи коментари на кои што јас многу соодветно би одговорила. Ама ги Што немам. мислиш за во среќа. однос на бришање на таквите коментари? Затоа што некогаш ние ќе добиеме негативен коментар и знаеш како седам и викам дали да го избришам Ма, коментарот. нормално дека И ќе го најчесто, избришам. ако е на лична основа, мислам дека е правилно да се избрише, затоа што тоа е платформа за некои што сакат да вреѓа без причина најчесто. Да. Нормално, доколку е конструктивно, нешто врзано со содржината, секој има право на мислење. Значи, ми се случило да избришам коментар, сега не ми ни текнува на коментарот, че не бил толку значаен, ама не сум сметала дека треба да остане. Но сум имала па ситуација кога сум добила чудна порака. Океј, луѓето не се запознаени со алопеција. Драго ми е што преку мене се запознаваат со таа состојба за да не навредат некој друг. Ама имав една ситуација кога ми стигна некоја порака за тоа како јас сум се шишала вака, се што ми дошло у главата да се шишам вака.
Како прво, не постои машинка која што може вака да ти шиша. Значи, секогаш се познава барем малку влакно кај има, значи, добро, нема врска, луѓето се неинформирани. И мене ме изнервира, значи, тоа беше, така бев расположена тој да најде, да речем, и го ставив на стори тоа. Значи, со име, презиме, секако што си треба. И ништо не напишав, само го ставив како коментарот го објавив. И добив многу поддршка за тоа, во смисла, мене ме интересираше луѓето како ќе реагираат на тоа. И после го тргнав историто, значи не го оставив ни 24 сати да стои, велам добро, нема да му давам толку на значење, што не беше ни многу страшен коментарот, само сфатив дека човекот е неинформиран за алопеција и јас само можеби треба малце повеќе да зборувам за тоа. И во наредниот период многу повеќе зборував за алопеција, затоа што сепак е на крајот од денот здравствена состојба. Не е нешто поради што некој треба да ме жали, Апсолутно. не се умира од оваа состојба, меѓутоа мора многу да се внимава на коментарите, затоа што добивам пораки од многу девојки кои што имаат оваа состојба и момци, но повеќето се девојки и многу страшно се носат со ситуацијата. И секој коментар многу тешко го прифаќаат. Само заради нив некогаш сум спремна да бидам по-хардкор во изразувањето, ама пак пробувам да го завијам тоа во фолија и да биде нели да звучи така. Во ред. Да. По-културно. Да вратиш. Како за утринска, соодветно. Секогаш, секогаш како за утринска треба да се разговара. Мене ми се допадна моментот дека нели не враќаш секогаш со хејт, ама сепак одговараш на тоа што се случило. А уште побитен е овој експеримент што си го направила, дека сепак јас имам една теорија дека оние луѓе кои што сакаат да шират омраза, кои што не размислуваат пред да пишат било што на интернет, се сепак помало, малцинство, ама многу гласно. Значи, да. малку се, но се согласувам. многу гласни. И кога си го објавила ти тоа и кога си видела веројатно колку повеќе луѓе имаат баш позитивно мислење, Да. на крајот од денот тета ти се докажува дека сепак тој коментар не ја дава целата слика. Апсолутно, апсолутно. Иако може да повреди. Може да повредим и ме повредувале такви коментари, не дека не сум ги добивала во средно, значи кога нема да забораваме, баш сега ќе споделам еден момент. Периката кога ми била и претходно спомнав заменување, ајде така да кажам, тие што носат перики знаат, значи долниот дел обично е сув, значи како кога треба да се подстрижиш. И во моментот јас сум ја очекувала новата перика да ми стигне, значи не стигна периката вака за еден ден, туку е процедура, барем една недела сигурно сум требала да почекам. И одам со таа перика во школа, во средно. Значи какви ситуации ми се случувале? Зошто сум криела дека носам перика? Зошто сум ја бев многу повлечена во средно. Мислам знам дека сега тоа би е многу чудно вака. Искрено, и на тебе и на твоите гледачи, ама многу повлечена, многу срамежлива. Мислев дека јас сум крива за тоа што сум таква. Крива. Пази, мислам тоа е многу сериозно себе обвинување. Затоа што кога мислиш дека си виновен за нешто, се повлекуваш и си кјутиш и не постоиш. При тоа имав друга здравствена ситуација, поради која што не посетував настава и кога ќе се појаве во школа, значи јас трпев само лоши коментари. Јас нема никогаш да го заборавам тој период, затоа што колку и да се вака лефтерни, да речеме, коментари, зошто криеш дека носиш перика, нели не звучи многу страшно? Да. Ама јас тогаш стварно криев дека носам перика. Знаев дека е очигледно, ама ми беше страшно кога некој во фаца ќе ми го каже тоа, зошто криеш. И ета, надминато и тоа, и затоа многу добро знам низ што поминуваат лицата кои што се соочуваат со ваков проблем или како што каже и ти некои други проблеми, поради кои што нешто кријат, ајде така да кажам. Да. Многу е ова важно и фала ти што го сподели искуството, затоа што децата и младите, особено во тие тинејџерски години, во средно, многу често знаат да бидат брутални со блиските и Сурови, многу така е. млади, сурови, меѓутоа не секогаш намерно, некогаш за да се покажат пред другите. Баш така. За најразлични причини, но многу често младите сметаат дека толку е, дека средно е она што ќе им се случува во животот и дека Да. тоа е тоа. И многу ми е драго што го сподели ова, затоа што еве доказ ако не следат некои млади или родители на млади кои што се соочуваат со секакви ситуации, супер да слушнат дека ете ти си го надминала и тоа и многу И тоа други поминува, работи, сега да. си успешна и баш има многу луѓе кои што те следат, кои што ги мотивираш. Треба само да знаат дека тоа не што е се надминува се. Да, треба да знаат дека тоа не е лично кон нив.
дека тоа зборува за Да, личноста од која што точно, излегува. точно. Баш како што кажете, да се направат нешто, тоа никогаш не го разбрав во животот, ама добро, баш така. Затоа што ти во автобус пред сите да го кажеш тоа, треба, нели, јас сум сега многу важен. И што си постигнал со тоа? Си ме Никогаш направил ништо. мене, никогаш ништо, ама во моментот си ме направил мене што помала од мравка. Мислам, сум се симнала на следната автобуска, веројатно пешки сум си отишла дома, кој знае колку автобуски станици. Така да не го сваќате лично, ве молам, колку и страшни критики и коментари да добивате во основно, па и во средно. Мислам, Апсолутно. И се надраснува и се поминува таа фаза, додека најчесто насилниците се борат со нешто кое што никогаш нема да си го признаат, затоа што повеќе се на оваа другава страна, каде што напаѓаат, наместо си се погледнат себе си Баш во однос на тоа како се однесуваат и во однос на тоа зошто баш така одлучиле дека е во ред да се однесуваат. Да. Така што мислам дека е битно ова да го споделиме како порака. Колку имаше луѓе што ти направија место, еве кариерно, луѓе кои што ти беа блиски или колеги, или не знам, некои кои што те следеле на телевизија, па те викнале да работиш со нив, да соработуваш и така натаму. Постојат ли такви позитивни примери? Зборуваме и за негативните примери, меѓутоа што е со оние луѓе кои што баш напротив те сметаат дека си кул и сакаат да се дружат со тебе? Па, јас тука би го споменала Канал 5, затоа што тие направија место за човек кој што е различен, кој што, како да кажам, не бил, можеби, прифатен во друга медиумска куќа. Мислам, не дека не ме прифатиле, дека јас сум аплицирала па ме одбиле, ама Канал 5 онака ме прими со широко отворени врати. Пократко интервју во животот не сум имала за работа. Некако сум многу доверба настапи, дури се исплашив малце, велам, овој човек има повеќе доверба од мене него јас во себе. Иако јас се прифатив себе и се тоа, зборувам за работа. Да. Затоа што делот да За влезеш во појавување. студио, така е. Велам јас да водам утринска од 4 часа. Дали си сигурен? Да, почнуваш во понеделник. И јас викам, окей, што ќе се деси, ќе се деси. Така што поголемо направено место од тоа не сум почувствувала во животов, иако е кариерно, ама ми значи премногу, особено во овој период од животот. И многу баба ме прифатија таму, почнувајќи од Иван, потоа сите мои колеги, кои што се тука да ме научат на се што не сум знаела. Несебично го прават тоа, особено ќе истакнам Александра Пановска-Илиевска, која што да не беше она, веројатно многу повеќе ќе се справував и со тремата и со вознемиреноста што имав и со режија, слушалка, милион ситуации има тука, нели во жива програма. Да. Александра е секогаш тука да ми рече, да ме смири и да ми каже, дај си време, на почеток си. И многу сум срекна што некој така ме прифати. И пак ќе кажам, пред 7 месеци некој да ми кажеше дека денес ова ќе го зборувам, немаше да верувам. И пак ќе се вратиме на тоа дека прво сам треба да си направиш место, да се најдеш во општеството, да видиш точно каде сакаш да бидеш и зошто сакаш да си таму и да внимаваш што посакуваш зашто ќе ти се исполни. Да. Така е, а секогаш ќе се најдат и овие колеги како оние што ги спомна, уредници, колеги, повозрасни, поискусни колеги, меѓу нив може ќе има и такви кои што нема толку да те поддржат, ама секогаш ќе ги има и оние кои што ќе ти бидат поддршка, ќе ти го пренесат своето знаење. Само тие се важни. Точно, само тие се важни и само тие се оние кои што ќе ти помогнат и треба да се фокусираш повеќе на тој однос. Често се лажеме па се фокусираме на некој нефункционален однос, што е лошо потрошено време. Апсолутно. Меѓутоа, ако се фокусираме на тие соработки кои што се вредни, кои што ни помагаат нас, кои што се менторски настроени, тогаш супер. Баш так. Да, јас исто сум имала многу ситуации во првата телевизија каде што работев, каде што често не сум очекувала поддршка, ама токму тој човек, не знам, некој што е и поголема звезда и тогаш нели на 20-21 година си викаш сега што ќе се замара човеков со мене, или некој продуцент на поголеми емисии и така натаму,
баш тие дошле и помогнале и да. те поддржиле, така што мислам дека во таа насока поддршката е и како важна и Апсолутно. тоа правење на место. Интересно ми е мене дека утринците мислам дека се за медал за тоа што успеваат да станат рано, не само да станат рано, туку да се насмеани. Ти сега си насмеана Да. затоа што веќе си пред спиење, ама Да, јас ке си легнам уште малку. Не се шегувам. ама од друга страна и рано во 7 некој ако те гледа повторно си насмеана, не само ти, сите колеги Да. кои што тоа го работат. Кажи ми некои трикови за станување наутро рано и она зграбче годинот Одма буквално ќе ти како кажам. правиш? Еден и единствен трик, легни си рано за да станеш рано. Значи нема Не сум друга го магија. почитувала секогаш. Не, јас кога почнав во Канал 5, првите 2 месеци, ако не и 3, бев секој ден на програма, затоа што нели морам да го научам процесот. И тоа беше многу голем предизвик за мене, затоа што јас сум спанка. Значи, мене може да ме оставиш до 10 сати, ќе спиам. И утринска, не знам како стана дел од мојот живот, ама велам, окей, Тоа е морам што да е. бидам... Да, стварно, ја сакам телевизијата и реков, добро, ова е тоа што го сакам, тогаш ми треба дисциплина. Ми треба комплетно да го сменам начинот на живот, да легнувам во 8 или во 9. Буквално во 8 и пол најдоцна јас бев легната веќе и за да можам да станам во 5 и пол можеби, 5 и пол. Да, нема друг начин. Мислам има да станеш и да си со подачњаци и да си ненаспан, нерасположен. И да те нервираат сите од Да. снимател до публика. Баш така, а гледачите не ги интересира тебе што ти се случува во животот. Мислам, тоа е најголемата вистина која што секогаш ја слушавам, не можев да сватам, си велам нема шанси, јас 100% ќе приметам кога на никој не му е денот, не можеш да приметиш и не треба да приметиш, затоа што јас сум човек од крв и месо и мене ми се случуваат ситуации кои што на екран најмалку треба да се приметат. И најмалку што можам да направам е да бидам одморена и свежа на телевизија за да се насмеам и да го зборувам тоа што гледачите сакаат да го слушнат. Така и на некој начин јас секогаш сум се замислувала дека те пуштаат дома. Значи, наутро, прва работа, ти си им дома на луѓето и баш сега така, мораш да баш си фин, насмеан и така Јас за да натаму мораш да си дозволам вред. условно некој дома да ми влезе или да пуштам да го гледам, треба стварно да ме освои со нешто. Значи нема сигурно да гледам некој кој што е намуртен, ниту па имаме такви водители. Не знам дали имаме водител кој што е намуртен и кој што работи на телевизија се уште, Не. стварно немаме. Сите Имаме, се супер расположени и насмеани што им се случува во животот. Така е, а не секој си има периоди каде што не му е Апсолутно, така лесно, апсолутно. апсолутно. Ама таа професионалност дефинитивно постои и тоа постои и во живо што е многу потешко затоа што тука е камерата, се случува, И немаш плюс- простор за грешка. Да, и плюс во самата емисија се случуваат милион ситуации кои што Да. гледачите не треба да ги приметат. И тоа е едно така многу интересно искуство, затоа што секоја емисија си е приказна за себе. Секоја емисија си има нов предизвик, нова ситуација, имаш гостин што ќе ти откаже во 5 сабајле, имав таква ситуација, во 5 ми пишува дека нема да дојде во 9, и јас сигурно од 5 дојдов јас. Да. Сигурно од 5 до 9 нема да најдам гостин и е сосема несериозно да му се јавам на било кој да дојде. И мислам тоа е еден само сегмент, има во живо се случува. Затоа е во живо. На крајот од денот Да, па и да се баш примети така. нешто, мислам јас ке се насмеам и ќе речам тоа е почитување, ова е во живо. Затоа се тука колегите водители, јас сум имала неколку ситуации каде што Јована, можеш да дојдеш задутре или утре и да. треба ова да се така. случи. Можам, затоа што знам дека Задутре тука е пак мора окей, да ама излезеш. денеска за 2 сати што ќе правиш? Тоа не знам. Исто е водител стресно викни. е, стресно. Што не е дента на програма. Некој од снимателите ние ностоп се шегуваме. Седни колега, кажи како ти почна кариерата, раскажи нешто. Па искрено мислам дека ќе имаат што да кажат Се снимателите разбира. затоа што Па сите приказни се во нив. Тие се гледаат уствари зад камерите, така што да. Треба да ги убедиме. точно си имала некоја откачана ситуација на терен или во студио нешто да се случи и снимателот да биде тука и да ја решите заедно некако. Чекај, треба да размислам сега. Не знам дали смеам да кажам. Не знам, а освен ако не е нешто што е многу вулгарно. Не, вулгарни работи немало. Еве нека биде тоа со откажувањето на гостите, колку и да звучи вака лефтерно, не е воопшто наивно, затоа што имаш одреден тајминг кој што го планираш и прашања нормално. Мислам, не дека ти во моментот нема да смислиш прашања, ама јас се подготвувам за гостите. Сакам да истражам за нив, сакам да знам што направиле,
Зошто ни доаѓаат на крајот од денот и сега кога еден од нив не доаѓа, се ослободува многу повеќе простор за другите. Така да ама добро, се со искуство Ќе ќе се си инспирираш, До сега еднаш. не ми се случило да кажам некоја тешка глупост. Има нешто што мене ми звучело у главата, не знам како, а во ствари кога ќе премотам, ќе видам дека не е така Не е толку страшно. Ние сами на себе сме си најголеми критичари. Секогаш ќе си најдеш мана, мада па јас тоа го гледам како позитивно затоа што стварно сакам да бидам подобра од претходната емисија. Сакам да бидам да бидам јас. Тоа ми е се уште малку тешко на екран, затоа што форматот на емисијата не ми дозволува многу да бидам слободна, ајде да кажеме. Да си бидам јас, но пробувам да си протам некои мои моменти и да изгледа тоа симпатично. Сигурна сум дека е така, ве следав и пред некој ден на утринската, баш со Александра, да. И бевте одлични и супер позитивни. Се гледаше тој момент дека тука си имате, си го чувате грбот, затоа што колегите тоа нели треба да си го прават во тим. Неколку пати спомнавме танц, така некако се провејува. Не ме тери да играм само друго, прашаме што сакаш. Мола? Не ме тери само да играм друго што сакаш, прашаме. Не те терам да играш. Тука си седиме, си уживаме, можеш ако сакаш да пратиш видеа, ќе ги додадеме од играње. Меѓутоа, танцуваш доста време и поврза многу битни моменти и многу битни пријателства со танцот. Да. Како почна таа љубов, тој сегмент и колку танцот ти помага кога имаш борби лични и слично ги надминеш, затоа што танцот секогаш како ни дава некоја среќа. Така Па мислам дека и научно докажано е тоа. Да, музиката генерално. Да. Танцот е нешто што ме лекува, можам така да кажам. Танцувам од мои 7 години непрофесионално, ама да се оградам и да ги поздравам сите феноменални танчери во Македонија. Јас сум само аматер, така е. Играм за своја душа. Порано одев на надпревари, играв латиноамерикански, се не знам колку им се познати на твоите гледачи тие танци, но како и да е, играм од мои 7 години. Сега веќе тоа го правам само на забави, кога имам време и се трудам да најдам време, затоа што стварно тоа ми ја полни батеријата. Сакам да играм бачата. Добре. Бачата сенжуал. Салса е малку побрз танц и не ми е нешто омилен. Знам да го играм, ама го избегнувам. Ама кизомба исто може да издвојам и драго ми е што во последно време се повеќе танчери има кај нас. Кога одам гледам заедницата расте и баш на таков тип на луѓе кои што танцуваат чисто за да танцуваат, така не дека имаат некои цели кариерни. Апсолутно. Многу ми убаво на тие забави што е многу како да кажам, нема предрасуди. Значи никој не доаѓа таму затоа што е најдобар танчер или дека некој ќе те оценува, дека има суди како на надпревари што има, туку доаѓаш за да си ја наполниш душата и да играш со тој што ти сакаш да играш. Имаш право да кажеш дека не сакаш да играш се никој ако не сакаш, така што не знам, јас си ја сакам танцовата заедница и затоа што се помалку време имам да одам, но гледам стварно да се појавам и секогаш кога одам гледам нови ликови. И дури често добивам коментар: "Еј, ти играш?" И јас кажам: "Да, јас играм одамна, уште преди да почнеш." Ама морав да бидам на утринска. Морав да бидам на утринска, баш така. Да, утринската малку, стварно ми е фокусот на утринска. Мислам, не сум човек кој што нешто премногу излегува. Излегувам, нормално дека наоѓам време и за тоа, но не ми е тоа во преден план, затоа што ништо па не ми носи. Повеќе сакам да седнам со другарите, да се видам, да си направиме муабет, да им раскажам што се случило на утринска, тоа што не смеам да им го кажам на гледачите и такви некои работи кои што ми се случуваат нели во животот. Ако излеземе во диско не можеме многу да си кажеме, ако одиме на латино и таму не можеме да си кажеме зашто јас цело време играм ако одам на латино, ако нема танчери не правиш многу муабет. Не воопшто. Значи јас кога ќе ги викнам моите другарки кои што не играат, пошто имам посебно друштво за латино, посебно друштво за подома и така натаму, ама другаркиве кои што не играат, ќе им речам ајде на латино, како да не, ти кога ќе фатиш да играш тоа 3 сати. Не можеме да те видиме. Јас одам на латино за да играм. Значи јас ако одам на латино да гледам, мене не ми е убаво. Стварно сакам да играм. Танчерите го разбираат тоа, сакам не знам, 2 часа, ако сум таму, јас 2 часа да ги посветам на играње, затоа што тоа е неописливо чувство. И баш ќе искористам прилика, луѓето кои што не гледаат, верувам дека се млади, да ги поканам да дојдат на нашите танцови забави, да си поминат највоо на свет, затоа што таму нема осуди, стварно нема осуди. Никој не те гледа наопачки, никој нема да рече леле са што правиш тоа можеби не е добро, затоа што танцот кај нас се уште не е сватен така како што треба да биде сватен, како уметност.
Како Да. нешто кое што е добро и убаво и му прави убаво на секој кој што го прави тоа. Точно и дека секој може да проба да Апсолутно се секој обиде, може не да мора да е совршено. Да, и никој да ми Веројатно, рече, ако ви јас се не играм, црта, ќе пробај. цртате така. Така е, баш така. Зошто да не танцувате, така што супер ти е Да. овој предлог, а плюс ке се почувствуваат поприфатено веројатно во некои такви Баш. заедници. Сакам полека да да го привршувам разговоров, иако имам уште многу прашања што сакам да ти ги поставам или што не сме ги издискутирале. Најверојатно и нема толку многу, затоа што и на телефон правевме многу Да. муавет, ама еве да те прашам во делот на градење на заедници и места за поддршка. Ти тоа го правиш и не само што ти добиваш од некого поддршка, туку и сакаш да ја дадеш на оние на кои што има потребна. Да. И веројатно да, танцовата заедница е едно место каде што луѓето можат да се осетат убаво, прифатено, да уживаат. Меѓутоа правиш и многу други работи кои што се во оваа насока. Може ли да ми споделиш малку околу тој елемент? Значи, како се поддржуваш со други луѓе кои се соочуваат со слични предизвици, слични проблеми, освен преку медиумите и физички вака, со запознавање и слично? Како се поврзувам? Зборуваме за лицата кои што поминуваат низ тешки борби. Да. Да, па најчесто преку социјалните мрежи, морам да бидам искрена, заради тоа што добивам на дневна основа многу пораки на тема себе прифаќање. Некако се претвори во мотивацијски говорник, мислам, стварно не сум, ништо тоа, ниту сум психолог, ниту знам како треба правилно да се постапи, само знам ништо сум поминала и како мојата психа ме донела таму кај што сум. Многу пати ми е тешко да ги читам пораките кои што ги добивам, затоа што некогаш се многу пострашни од приказната која што јас сум имала. Секоја планина своја тежина. Секој човек си има свој проблем кој што за него е најголем. Јас ниту сум поминала нешто најтешко, најстрашно, сум имала тежок почеток на мојот живот, но веројатно тоа така требало. Кај некој се случува подоцна да доживее нешто пострашно, кое што ќе го промени. На сите нешто ни се случува, кое што ќе не промени. И ќе ни се случува си додека не промени. Така. Затоа што мојата како да кажам, замисла е дека баш треба нешто да ти се случи сериозно за да се промениш и да станеш подобра верзија од себе или некој станува и полоша верзија од себе, но кога погрешно го толкува тоа и кога вели Така. зошто мене ми се случувало ова, и јас сум го велела тоа, но не сум наштетила никому. Така. И ова не Можеш случајно да го кажувам, затоа што поддржиш. имам примери околу мене, всушност веќе немам, кои што ги отстранив од мојот живот, а и ми беа и фамилија некој од нив, кои што својата тешка животна приказна ја ставаа како оправдување за сите непријатности што им ги создаваат на другите луѓе. Дали е тоа насилство, психичко, физичко, било какво, значи ништо на овој свет не може да биде оправдување за твоето лошо однесување. Така. Посети психолог, не знам, стручна помош, разговарај со некој во кој што имаш доверба и работи на себе. Мислам, иако денес можеби малку сме презаситени од слушање работи на себе, ама многу длабоко тоа има многу убава порака и целта е да си го направиме Македонија да направиме поубаво место за живење. Така. Да бидеме добри едни со други, да бидеме луѓе, затоа што заборавивме да сме луѓе, заборавивме да се слушаме, заборавивме да имаме разбирање за другиот и секогаш имаме оправдување за се. Така е. Најлесно е да се бара оправдување, меѓутоа за некои работи едноставно нема оправдување кои што им ги правиме на другите. Она што сакам да те прашаме и здруженијето кое што го формиравте, практично ти порасна во СОС детското село, каде што има поддршка за децата без родители, за оние на кои што има најпотребни, за многу други групи на граѓани. Да. Баш фино ме информираше во Да. деловите каде се има и какви се типови на поддршка може да се добие. Меѓутоа, ти конкретно твоето здружение се занимава со младите по 18 години Така. до 29, на кои што се уште им треба поддршка, но можат и меѓу себе да си ја дадат. Колку е важен овој сегмент и за тебе, меѓутоа и за сите други кои што се дел од вашето здружение? Да, Здруженијето за тебе или For You постои од пред 3-4 години и иако во моментов фокусот ми е утринска, морам да признам, затоа што чекаме сите да завршат изборите и да почне се да се враќа во нормала кај нас, па така и во Здруженијето. Поддршката која што си ја даваме
И мене ми е многу важна, иако дечките можеби никогаш не сум им го кажала искрено тоа така, затоа што ние сме лица кои што си знаеме ни што сме поминале, исти се предизвиците, излегуваш од грижа, живееш под кирија, мислам јас така живеам и не ми е срам да го кажам тоа, се надевам дека ќе дојде време кога нема тоа веќе да биде така. Но исти се проблемите низ кои што поминуваме и некако се трудиме заедно меѓусебно да си помогнеме. Не е дека јас на нив им помагам, туку тие и меѓу себе си помагаат, затоа што јас многу добро знам кој на кого, зашто може да му помогне, контакти, луѓе, работа и така натаму. И многу сакам, значи еве јавно ќе го кажам и кај тебе, да почнеме да го решаваме стамбеното прашање, односно баш тоа, да не живееме цел живот под кирија, затоа што топол дом е нешто што на секој од нас му треба, топол или ладен во лето, нема врска. Ама покрив над глава и да знаеш дека е твое и дека нема да имаш страв дека некој на први може да ти каже: "Е, слушај, не го издавам више станов", и милион ситуации кои што секојдневно им се случуваат на овие млади во социјален ризик. Стварно би била прегорда доколку тоа го решам. И ќе се потрудам, само нека помине 8 мај и веќе повеќе да се заангажираме околу тоа. Така, супер е оваа порака и добра цел е, затоа што знаеме дека многу луѓе и семејства и така натаму не можат да дојдат до свој дом, особено е тешко затоа што цените, особено нели во Скопје се тие што се, и тешко е воопшто да се извади таа кирија, камоли понатаму да се дојде до нешто свое и слично. Предпоставувам дека ќе има модалитети кои што ова прашање ќе го решат и сите други прашања, до тогаш тука сме ние да си направиме место и да се поддржиме. Така. Многу ти благодарам за разговорот и се гледаме повторно. Ти благодарам и те уште еднаш за поканата, супер муабет и се надевам дека пак ќе се видиме и следниот пат кога ќе дојдам ќе ти кажам дека не знам неколку дечки од кај нас добиле стан можеби. Можеби. Да.